Мислам дека ова е четврта или пета реформа најавена од кога сум јас тука, а од 34 години независност на Македонија мислам дека веќе 10-та реформа која е најавена, а не е спроведена. Имаме само измена на закони кои се на грбот на работниците, не високи плати, може да кажем одредени случаи немалени плати, а освен таа реформа, друга реформа во администрација нема. Администрација се луѓето кои се вработени во управата и правосудството и локалната самоуправа. На број се сите кои ќе ги ставиме топтан се околу најмалата група на вработени во јавен сектор, околу 15 до 17.000 вработени. Сето друго во јавен сектор, дали е тоа војска, полиција, значи армија, полиција, образование, здравство, јавни предпријатија, тоа е другиот дел на јавниот сектор. По каталогот на вработени во јавен сектор е бројката на сите вработени во јавен сектор е 128.000 вработени. Кога се збори за администрација, секогаш треба да се мисли на овие вработени, значи на управата, тоа се министерства, агенции, фондови, Државен завод за статистика, катастар на имот, така натаму, судови, обвинителство и локална самоуправа. Тоа е класична администрација. Сето друго е јавен сектор, колегите од здравство, колегите од образование, полиција, војска и така натаму и така натаму. Тоа е јавен сектор. Тоа е јавен сектор. Сега, на што мислат? На кој дел од администрацијата се мисли, односно јавниот сектор се мисли реформата и дали само на администрацијата, тоа да ги прашаме министрите, односно сега министерот Минчев и премиерот Мицкоски, бидејќи они беа тие двајца кои најбуваат оваа сега реформа во администрацијата. До сега се донесоа два нови закони, односно три нови закони пред почетокот на изборите, закон за административни службеници и закон за вработени во јавен сектор, како и закон за обука на административните службеници, и со тоа беше најавен на почетокот на реформата, меѓутоа ние секоја реформа изгледа почнуваме од опашката, не од главата.